Предизвикување тензии со цел создавање на вештачка криза преку албанскиот јазик во Македонија. Така оваа година се одбележува денот на албанската азбука, вели вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити. Причината е опозицијската ДУИ, која последниот период најавува дека ќе се крене на нозе доколку Уставниот суд одлучи да го укине или промени нешто во законот за употреба на јазиците. Според него, уставните судии во моментов за жал се под голем притисок од одредени центри. Годинава прославата за денот на азбуката не затекнуваат среде жестока дебата за официјалната употреба на албанскиот јазик во нашата земја. Намерно потикната да се дефокусира јавниот интерес и да се произведе вештачки кризи таму каде што ги нема. Ова дебата предизвикува непотребни тензии во општеството и во регионот. Од ДУИ пак продолжуваат со истата реторика. Уставниот суд не смел да го чепне законот за јазиците, бидејќи така ќе се срушил рамковниот договор. За нив проблем останува и балансерот за кој во минатото се согласиле да се укине, а сега гласно се бунат против тој потек. Додека се чека одлуката на Уставниот суд, од ДУИ повикуваат да се казнувало непочитувањето на законот за јазици. Уставниот суд не може да излезе против уставот. Значи јасен е уставот по однос и на етничката припадност, која што е воведена со рамковниот договор, и по однос на јазикот. Очигледно, Уставниот суд е под политички притисок, бидејќи треба да реализира партиска политичка програма. Етничката припадност е основно, односно правичната застапеност е основно уставно право, основно човеково право. Мислите, луѓето цел живот ќе продаваат на тезга или ќе заминат на пешалба? Премиерот Христијан Мицкоски порача дека албанската азбука е потсетник како писменост и образованието се мостови помеѓу луѓето, а не теми кои не разделуваат. Владата има одговорност да обезбеди квалитетно образование за сите, без разлика на етничка припадност, пол, географска положба и социјален статус. Семејствата имаат одговорност да ги поддржуваат своите деца во образовниот процес, а заедницата да создаде средина во која знаењето ќе биде вреднувано и поттикнувано. Министерот за односи меѓу заедниците Иван Стоилковиќ вели дека овој ден е потсетник за богатството на различностите и за важноста на зачувувањето на јазичните и културните вредности на сите етнички заедници кои живеат во земјава. Во честитката претседателката Гордана Силјановска-Давкова вели дека албанскиот јазик и култура се вградени во нашето социјално ткиво и отвораат простор за меѓусебно разбирање и соживот, а дека почитувањето на јазичните разлики не прави демократско мултикултурно општество. Лидерот на СДСМ Венко Филипче вели дека почитувањето на различностите, вклучително и јазичните, се клучен услов за изградба на стабилно, напредно и демократско општество.